Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме цела печена риба со азиски вкусови. Ова е многу едноставен, но неверојатно вкусен начин на печење риба. Ќе ставиме повеќе азиски вкусови и ќе ја печеме покриена со фолија. Парејата која ќе се создаде при процесот на подготовка ќе сготви рибата и ќе им помогне на различните вкусови да кружат. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 цели бели риби, 1 лимон, 1 главица црвен кромит, 1 стапче свеж ѓумбир, 2 до 3 млади кромитчиња, 3 големи листови зелена зелка, 1 рака макдонос, соја сос и маслиново масло. Време е за сечкање. Излупете го и исечкајте го свежиот ѓумбир. Исечкајте го тенко. Следни исечкајте ги младите кромитчиња да бидат растресити. На крај исечкајте го црвениот кромит на кругови. Време е да ја приготвиме рибата. Земете ја делимано тавата за рерна и во неа како основа ставете ги листовите зелена зелка. Следни ставете ги двете свежи риби. Тие треба прво да се излупат и исчистат. И спремни сме за подготовка на рибата за печење. Засечете ги рибите однадвор. Во засеците ставете ги парчињата ѓумбир. Покрите ги рибите со младо кромитче и црвен кромит. Додадете и макдонос и парчиња лимон, ставајќи дел од состојките во самата риба. На крај ставете маслиново масло и соја сос. Овде нема потреба да додавате сол, бидејќи соја сосот е природно многу солен. Покрите ја рибата со фолија и ставете ја во рерна на температура од 150 степени 20 минути. Кога ќе биде готова, извадете ја од рерна и оставете ја да отстои пред да ја извадите фолијата. Време е за сервирање. Едноставно земете парче од рибата и ставете ја во чинија. Ставете и доста од другите состојки. За да го задржиме азискиот дух на јадењето, го сервираме со превкусни нудлси со јајца. Убавината на готвењето риба на овој начин е во тоа што можете само да ја расчепкате со нож и вилушка и месото лесно се одвојува од коските. Овие едноставни вкусови се лесно достапни и многу традиционални за азиската храна. Овде оди и ориз како замена за нудлсите. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.